Мони и Виктор се еден од многуте влюбени парови кои на оградата на мостот Мајка Тереза во Скопје оставиле заклучен катанец. Клучот традиционално се фрла во вода, а катанецот останува да сведочи за нечие ветување за вечна љубов. Колку Скопјани го забележале нашиот мост на љубовта. Што мислите овие катанци, зошто се на мостот тука? Кои? Не знам да ти кажам право. Тие катанци ги стават за љубовта. Као заљубljeni. Дел од граѓаните во катанците гледаат поинаква символика. За среќа и да заклучиме Македонија и владава више да биде, ако биде нешто држава. Иначе не знам више што да речам. На некои од минувачите пак, позната им е традицијата од светските метрополи. Па предполагам дека е тоа она приказ на љубовни катанци што ги врзуваат, што сум го гледала на во други градови, ама сега е кај нас. А зашто тоа беше надвор некојаш, нели, од држава. Сега и кај нас, за да падне побрзо мостот. Град Скопје не стравува дека оградата ќе падне. Велат дека засега нема толку многу катанци. Но љубовта, и тоа како натежна во романтичниот Париз, па градските власти беа принудени да ги вадат оградите тешки повеќе од 45 тони. Нашиот мост на љубовта го нема ниту на туристичките мапи во Скопје, бидејќи се уште се смета за недоволно атрактивен. Тука ги запознавме Григорија и Иван. Млад влюбен пар кој не обрнал внимание на катанците. Заедно се скоро една година и веднаш прифатија да ни ја раскажат нивната љубовна приказна. Иван го забележав на недомнешните студентски протести кои што се случува во Скопје. Скоро сме заедно една година. Јас после, откако го забележав, се обидов да го најдам на социјалната мрежа Facebook, па преку наш заеднички пријател го најдов, да речам, и го догледав. Тој ми имаше, тој го направи првиот чек, да речам, ми пристапи, ми пиша, па потоа излеговме на кафе и така се одвива работите. Иван и Григорија се трудат нивниот социјален живот да биде што поисполнет, иако велат дека сликата околу нив е поинаква. Не е дека младите луѓе не излегуваат воопшто, и меѓутоа и кога одат во посета на разни кафулиња, дискотеки, сепак се чувствува некаква напнатост помеѓу нив, некаква неисполнетост, така што мислам дека и тоа не е тоа што треба да биде. Ете, среќен сум во врската која што имам, но сепак сметам дека не е лесно да се биде среќен во несреќно општество. Така што џабе не е нас индивидуалната среќа ако секаде околу нас гледаме луѓе кои што не се исполнети, кои што само брзаат некаде, а постојано доцнат, нереализирани со разни проблеми. Она што Иван го нарекува несреќно општество, всушност е покажано и во меѓународните студии. Според индексот на среќа, македонците се сместени во најнесреќните на Балканот. Неопходна е радикална демократија, за да живееме поинаку. Вели теоретичарот на култура и активист Славчо Димитров, според кого политиката има влијание во се. Огромен умор постои помеѓу луѓето и губење на верба во можноста за промена. И тоа е една ситуација која што политичарите можат многу лесно да ја манипулираат. Актуелна власт може до бесконечност да креира едно одложување на решавање, да речеме, на така наречената криза во која што ние живееме. А бесконечното одложување само ќе го зголемува и проширува уморот кај луѓето и нивната желба генерално за промена и капацитетот, енергијата да влезат во покренување на какви да било иницијативи за промена. И тоа е највидливо на секојдневно ниво кога ќе прошетате низ градот. Димитров вели, нужно е меѓусебно да се разбереме и да се прифатиме такви какви што сме, а државата треба таквиот начин на размислување да го поддржи, но и самата да го поттикне. Некои од најзначајните политичко-филозофски списи кои што даваат параметри, насоки за тоа како да се мисли, да се уредува државата или животот во заедницата, тргнуваат првично од претпоставките за тоа што е пријателство. Дека живењето во заедницата е секогаш засновано на моделот на пријателството.
Ке смогнеме ли сила да живееме во меѓусебна барем базична емпатија и да продолжиме со животот овде? Со Григорија Иван го завршивме снимањето. Заминаа со надеж дека нешто ќе се промени. Во спротивно велат, можеби нашето следно видување ќе биде во странство. На нашиот мост на љубовта, катанците на влюбените уште не натежнале.